Здраво! Ова е црвило за кое што можеме да речеме дека е посветено на здравиот начин на исхрана и воопшто на темите кои што му даваат ведрина на вашиот став кон животот. Тоа ќе бидат темите што ќе ги обработуваме во оваа емисија. Првиот прилог е посветен за тоа колку е корисен хлорофилот во секојдневната исхрана, односно ќе ги спомнеме и растенијата кои што се богати со него. Leafy vegetables, a nutritive alkalizing food high in fiber. Green leafy vegetables are the tender, edible leaves consumed from a wide variety of cultivated herbaceous plant species. While there are many different types available, most share basic nutritional qualities with some unique characteristics specific to each variation. Chlorophyll-rich edible leaves have healing and protective assets that help to cleanse the blood, balance body pH, and are a superfood for boosting cognitive and immune functions. Some scientific evidence confirms that population groups that consume higher quantities of green leafy vegetables as part of a health-promoting diet and lifestyle have a reduced risk of developing cardiovascular disease and certain cancers. Leafy greens are Хлорофилот е супстанца со која растенијата ја одржуваат својата зелена боја и прават фотосинтеза. Но дали знаете колку е добар и за нас луѓето? Да, хлорофилот е одличен за луѓето и е вистински енергетски засилувач. Во еден од најпознатите фитнес клубови во Лондон, спортистите пред тренингот пијат чаша со така наречена мочварна вода. Овој фитнес клуб редовно го посетуваат звездите како Лили Олдрич, актерката Емили Кларк и дизајнерката Шарлот Олимпија. Но зошто супермоделите и звездите ја пијат оваа зелена материја? Ова се само некои од предностите. За здрава крв. Хлорофилот помага да се пренесе кислород во вените и придонесува за создавање нови крвни клетки, како и за прочистување на крвта. Помага во борбата против слободните радикали. Загадувањето од околината и штетните материи во нашата храна предизвикуваат акумулација на штетните слободни радикали, како што се тешки метали во нашето тело. Научниците откриле дека хлорофилот има антиоксидативен ефект и може да се бори со овие загадувачи во телото. Исто така има позитивен ефект врз дигестивниот систем и помага во оптималното функционирање на дебелото црево. Покрај тоа, хлорофилот е одличен начин за регулирање на pH вредноста на телото и помага да се намалат воспаленијата и да се смири централниот нервен систем, кој за возврат помага да се намали стресот и дава енергија. Дури и кога сакате да изгубите тежина, хлорофилот е одличен избор. Една студија од 2014 година го испитуваше односот помеѓу хлорофилот, губењето на тежината и желбата за храна. Резултатот бил дека секој кој на дневна база консумирал хлорофил имал помала желба за храна и значително ја намалил телесната тежина. Хлорофилот се наоѓа во зелениот зеленчук, како и овошјето, хел, спанак, броколи, краставици, магданос и киви. Колку што е бојата на храната потемна и поинтензивна зелена, толку е побогата со хлорофил. Leaf protein concentrates have actually been used by some organizations for combating world hunger and have been shown to be particularly beneficial for anemic individuals or those suffering from malnutrition. A natural plant-based multivitamin. Green leafy vegetables are a natural plant-based multivitamin packed with vitamins A, C, K, and folate, in addition to trace minerals including good amounts of sulfur, potassium, calcium, and iron.
Consuming them in condensed drinks like green smoothies or green juices is an energizing way to start your day and can help to eliminate addictions to coffee or other caffeinated substances. Веднаш по хлорофилот ќе зборуваме за морковот, неговите лековити својства, но и воопшто некои митови кои што се расшириле низ годините за неговите божен надприродни моќи. One of the most popular root vegetables used around the world are carrots. There are many ways to prepare them, such as raw, cooked, or juiced. Carrots even come in many colors, such as yellow, purple, red, and white. Most interestingly is the many health benefits that carrots provide our body. Carrots get their traditional yellow color from beta-carotene and alpha-carotene. Carrots also contain many nutrients, such as zeaxanthin, lutein, gamma-carotene, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, minerals, and fiber. Below are the 10 health benefits of carrot juice. 1. Boosts immunity. Carrots have the ability to be juiced, which gives you carrots in a concentrated form with all of its essential nutrients. If you consume just 1 glass per day, it will help your immune system, help your body fight against diseases. Со години слушаме дека морковите му помагаат на нашиот вид и дека ја штитат мрежницата. Сето ова благодарение на бета-каротенот кој се наоѓа во морковите, а во нашето тело се претвора во витамин А. Но дали морковот навистина значително влијае на видот? Прво, митот за влијанието на морковите се појавил во средината на минатиот век. За време на Втората светска војна, британците ги расшириле гласините дека нивните пилоти имаат совршен вид благодарејќи на специјална диета со витамин А. Ова било направено за да се заштитат од непријателот. Покрај тоа, во 1941 година, Британското министерство за храна започнало рекламна кампања која ги поттикнува луѓето да јадат повеќе зеленчук, како што се моркови и компири. Во меѓувреме во сат на телевизија зајакот Душко Долгоушко со морковот во рака исто така ги промовираше придобивките од зеленчукот. Морковот навистина може да го подобри видот, особено ретката болест наречена никталопија, ноќно слепило, предизвикано од недостаток на витамин А. Но овој проблем е релевантен за жителите на сиромашните африкански земји, кои немаат витамин А во исхраната, особено кај децата. Заклучокот е следен. Ако некој јаде нормално, тогаш не му е потребна дополнителна консумација на моркови. Но се разбира, никој не ви забранува да ги јадете, бидејќи се одлична опција за здрава ужина. As a result, it helps your body to process calcium, which heals your body and any broken bones faster and helps to strengthen your bones. 6. Increases metabolism. Carrots also contain phosphorus, which is a nutrient that increases your metabolism and allows your body to have sufficient energy throughout the day. It can also help to remove any pain or inflammation after a hard workout. Carrot juice also contains vitamin B complex, which can help to break down fat, glucose, and protein in your body. Therefore, it helps your body to build muscle, increase your metabolism, and lose weight. 7. Oral health maintenance. Carrots also have nutrients that contribute to your body's oral health, such as fighting bacteria in your teeth and gums. Some of the minerals contained in carrots are antibacterial and help to prevent cavities and tooth decay. Carrots can even help to remove stains and plaque from your teeth. When you consume carrots, which contain fiber, they help your body in the digestive process. They remove any harmful gut bacteria in your body and help you to process nutrients more efficiently. 8. Prevents cancer. Carrots can even help your body to fight cancerous cells. After you eat and digest your food, some of the waste that remains in your body are called free radicals, and they can do major damage to the cells in your body. However, eating foods such as carrots that contain antioxidants
can help your body to fight against these free radicals and decrease the chances of cancerous cells from forming. Research has discovered that each 100 grams of carrots contain approximately 9% of vitamin C, 5% of vitamin B6, and 33% of vitamin A. All of these nutrients are strong fighters against free radicals. 9. Promotes heart health. Your heart health depends on many factors, including getting enough sleep, remaining physically active, decreasing your stress levels, and eating a healthy diet. Carrots can help in this as they are full of dietary fiber and antioxidants that help to keep your heart healthy by aiding in the circulation of your blood and removing any plaque from your arterial walls. 10. Protects eye health. Carrots may be best known for their ability to aid in the health of your eyes. That is largely in part to the nutrients that it contains: lutein, beta-carotene, and zeaxanthin. Beta-carotene is a form of vitamin A, and it is essential to prevent eye disorders such as macular degeneration and blindness. Zeaxanthin and lutein are both essential in fighting against the loss of your vision due to age. Како да го подобриме нашето расположение и да бидеме свежи и разбудени за новиот ден веднаш штом ќе станеме? Тоа малкумина го можат, но ние имаме 3 ефикасни совети кои што ќе ви помогнат. Среќата е навистина во малите нешта. Хроничниот умор и незадоволството ни го уништуваат расположението, ни го расипуваат односот со другите луѓе и најлошо од се, ни влијаат негативно на нашиот изглед, особено на кожата, косата и ноктите. Па кога следниот пат ќе почувствувате дека ви се заканува лошото расположение, внесете ги овие промени во вашата рутина. Како прво, мијте го лицето со газирана вода. Направете промена во секојдневната рутина така што ќе го миете лицето со кисела наместо со обична вода. Киселата вода, онаа која веќе ја имате во вашиот дом, содржи комбинација од минерали и витамини, што се совршени за целиот организам, а особено за кожата. Со редовна употреба, вашата кожа ќе стане помека и посјајна, а со тоа и ќе ви се зголеми самодовербата. 8 чаши вода на ден. Нема проблем, доколку имаат вкус на лимун. Иако 8 чаши вода може да ви изгледа како голема бројка при одржување на оптималната хидратација на вашето тело, целта ќе ви биде многу подостапна ако се залажете со лимун. Едноставно, измијте еден лимун и сечете го на кругови и во секоја чаша ставајте по 1 или 2 крупчиња. Лимонот ќе ослободи витамин С во водата, подобрувајќи го нејзиниот вкус и вашиот имунитет. Заспијте и разбудете се со миризбата на омилениот парфем. Ништо не може да го подобри вашето расположение толку брзо, како миризбата на парфемот што ќе ве врати во минатото и ќе ве потсети на најубавите моменти кога сте го носеле. Би било одлично ако ова се случува секоја вечер и секое сабајле. Се што треба да направите е да нанесете неколку капки парфем на памук и да го ставите во навлаката на вашата перница. Така и соништата ќе ви се подобрат, но и ќе се разбудите одлично расположени.
I need your love, I need your love, I need your la 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 la. Let me love you. Oh, oh. If I love you, love me right back. The kind of love will keep you coming back. If I love you, love me right back. Don't ever leave me, girl, no do me that. So please, hey, don't walk away. Give me another chance to love you the right way. За следниот прилог најдовме интересни видеа кои што зборуваат за не толку популарните моменти од мајчинството, но затоа пак текстот кој што го одбравме ви ги дава најдобрите бенефити и тоа не само за вас како лична среќа и исполнетост, туку и вистински бенефити за вашето здравје. You ever have Сите that мајки kid-free знаат дека evening plan that you мајчинството are си има really своји looking добри и forward лоши to? страни, A date night, но finding да your се girls' фокусираме night на позитивните. Неодамнешните истражувања откриле неколку придобивки од мајчинството кои се навистина корисни и неверојатни. Наредниот пат кога ќе морате да се справите со врескањето на вашето најмило во супермаркет, само сетете се на следните неколку интересни факти. Мајките се попродуктивни на работа. Едно интересно истражување открило дека мајките не само што се попродуктивни од жените кои немаат деца, туку и дека оние кои имаат барем 2 деца се најпродуктивни на работното место. За да ја измерат продуктивноста, научниците го анализирале бројот на истражувања објавени од страна на 10.000 академски економисти во текот на нивната 30-годишна кариера. Најголемиот дел од нив биле токму жените кои имале 2 или повеќе деца. Иако истражувањето се фокусирало само на една професија, сепак тоа е доволен факт дека мајките со кариера се непобедливи. Бремените жени имаат голем проблем со меморијата, но по породувањето меморијата на мајките значително се подобрува. Според истражувачите од Универзитетот во Мајами, во низа од експерименти, научниците им дале на новите мајки тест за визуелно просторна меморија, способност да се препознаат и запомнат информации поврзани со опкружувањето. Резултатите покажале дека оние кои имале деца подобро поминале на тестот за разлика од жените кои немале деца. Авторот на истражувањето предпоставува дека на мајките им треба визуелно просторна меморија за да можат брзо да ја разгледат околината и да се осигураат дека нема никакви опасности. Мајките се изложени на понизок ризик од одредени типови рак. Едно истражување спроведено на Универзитетот Оксфорд открило дека ризикот од рак на јајниците кај жените се намалува со секое дете што ќе го родат. Научниците предпоставуваат дека причината лежи во тоа што бременоста ја спречува овулацијата цели 9 месеци. Веруваат дека овулацијата го зголемува ризикот од овој тип рак. Некои истражувања исто така откриле врска помеѓу бременоста и доењето и намалениот ризик од рак на дојка, иако не се сигурни зошто тоа се случува. Мајките се изложени на понизок ризик од дијабетес, според резултатите од едно 30-годишно истражување. Мајките кои дојат 6 месеци или повеќе си ги намалуваат шансите од појава на дијабетес тип 2 за 47%. Дури и оние кои дојат пократко време го намалуваат ризикот од дијабетес за 23%. Истражувачите веруваат дека ова се случува поради тоа што хормоните вклучени во лактацијата влијаат на инсулинот и нивото на шеќер во крвта. Родителите живеат подолго. Истражувачите од Шведска следеле околу 1,5 милиони мажи и жени родени меѓу 1911 и 1925 година и откриле дека родителството може да го зголеми животниот век на луѓето во подоцнежната доба од нивниот живот.
научниците дознале дека мајките на 60 годишна возраст може да живеат 1,5 година подолго од оние кои немаат деца. Истражувачите предпоставуваат дека тоа е така, затоа што децата многу често им помагаат и се грижат за нивните родители кога ќе остарат. И минатата емисија зборувавме за венчавките и за новата сезона, зборувавме за некои од најновите трендови кои што ќе ги имаат македонските модни брендови, но затоа ќе зборуваме она што во 2018 го лансира светската модна сцена. Какви треба да бидат венчаниците на невестите оваа година? Дури и да не сте венчани, сигурно можете да ја замислите возбудата на невестата кога треба да одбере фустан. Тул, чипка, слоеви. Навистина е тешко да се одбере само една венчаница. Невестинските трендови доаѓаат и си одат, па ако оваа година планирате да правите свадба, погледнете што ќе биде во мода. Романтична наметка. Стотици дизајнери создаваат прекрасни наметки кои одговараат со речиси секоја венчаница. Овој винтич изглед е дефиниција за романтично и му додава навистина интересен елемент на невестинскиот изглед. Изборот е огромен. Елегантни долги фустани. Еден од најголемите невестински трендови годинава, речиси сигурно ќе бидат елегантните свилени фустани. Кога станува збор за деколтето, колку поотворено, толку подобро. Овој изглед е едноставен, но може да се надополни со вел и венчиња. Гламурозни панделки. Панделките се класика кога станува збор за венчаници. Без разлика дали ќе одберете голема панделка на грбот или некоја помала, тие секогаш изгледаат одлично. Големи украси за глава. Најдобар начин да го зачините вашиот изглед е да додадете впечатлив украс на главата. Помеѓу златните дезени со оливчиња и сребрените венчиња со кристали, постојат украси за секоја венчаница. Нешто сино. Пред неколку години сите беа обседнати со црвенкастите венчаници, но во 2018 популарни се сините ретро венчаници. Сината боја може да се ублажи со чипка. Ракавици. Може би мислите дека ракавиците се изглед од 50-тите, но се враќаат и оваа година. Продзирните ракавици со детали од чипка се одличен избор. Малку црно. Црните детали им даваат неверојатен готски елемент на венчаниците. Едноставен црн колан, црни чевли или црн украс на главата се одличен начин да го пробате овој тренд. Невестинско одело. Веќе е 2018, па се разбира дека на листата ќе најдете и невестинско одело. Кроените панталони и длабокото деколте го прават овој изглед неверојатен. Цветни детали. Венчаниците со цветни детали се популарни веќе неколку години наназад, а истото важи и за оваа година. Боемски изглед. За невестите со слободен дух, овие венчаници се совршен избор. Тие се совршена комбинација од опуштен и елегантен изглед. Висока јака.
Венчаниците со високи јаки имаат викторијански шмек, но се и навистина секси и модерни. Кога станува збор за овој стил, повеќе е подобро. Слоеви. Може би мислите дека со ваков фустан ќе личите на невестинска торта, но детално изработените венчаници со слоеви изгледаат неверојатно добро. Одберете ваков фустан во комбинација со минимален накид и ќе изгледате како од бајка. За крај ќе ве носиме на едно интересно патување на прекрасно место во Австрија, за кое што се верува дека е населено уште во праисторијата.
Во зима или на лето, Халштад е волшебен. Доколку чезнеете за зимска бајка на чудата и место како од бајките, тогаш Халштад, живописното алпско село, е дестинација што мора да ја посетите. Кога на тоа ќе додадете и дека ова е едно од најстарите населени места во Европа, податоците покажуваат дека луѓето живееле во оваа област во првиот милениум пред нашата ера и дека под заштита на УНЕСКО од 1997 година не би се потребни дополнителни причини да го посетите. Фантастичното мало место Халштад има околу 760 жители и буквално можете да го минете пешачејќи за само неколку часа, да не кажеме минути, а всушност колку горделива туристичка атракција на Австрија е самиот тој. Халштад се наоѓа на брегот, на југозападниот дел на истоименото езеро Хаштерсе, во австрискиот регион Салцмерук, кој се протега источно од градот Салцбург до планините Данстеин. Развојот на целиот регион, од самиот почеток на иселување на овие подрачја, е поврзан со експлоатација на сол, така што името на регионот доаѓа од кралската канцеларија за сол, од времето на Хабсбургската монархија, под чија надлежност биле рудниците за сол. Во 1311 година Халштад станал трговски град, а во 1595 бил направен долг цевовод за транспорт на сол до Ебенс. До 1890, кога бил изграден пат за прв пат, до Халштад можело да се стигне само со брод или преку стрмни падини. Обиколката на Халштад е најубава пеш, бидејќи, како што веќе спомнавме, местото се обиколува многу брзо. Ке имате можност да застанете и да ја гледате секоја куќа или гостилница во мир и да им се восхитувате одблиску и внимателно. Шармантните венецијански ролетни и карирани завеси се составен дел од декорацијата на повеќето куќи. За време на вашиот престој во Халштад можете да го посетите музеот за културно наследство, специфичната куќа на коските Бейнхаус, солената пештера, да патувате со брод, да ги посетите блиските места или да шетате во природата. Посетете ја и готската капела Сент Мишел или пак протестантската црква, која е често сликана сцена од ова место. Главниот плоштад на Халштад го пулсира животот. Овде ќе најдете кафулиња, ресторани, продавници за сувенири, а за време на Божик и новогодишни празници, тука е главниот празник на чаршијата. Фактот дека ова место ги фасцинира сите посетители е илустрирано со тоа што кинезите во Кина
направија копија по моделот на Халштад. Тоа беше се од ова црвило. Се гледаме за 7 дена во петок во 20 часот. Во меѓувреме имаме и 2 репризни изданија на оваа емисија. Сабота точно напладне и недела 23 часот и 15 минути. Довидување.